даване, ова второ јавување во живо го посветуваме на еден убав и значаен јубилеј. 40 години постоење на ансамбл за фолклор Гоце Делчев. Наш соговорник, актуелниот председател Бранко Жежовски. Господине Жежовски, почетоците корените длабоки. Може ли да се присетите да ни кажете нешто од самото формирање? Најнапред добро утро за гледачите на македонската телевизија и благодарам што се одзвавте на ова да го обелодениме и нашиот настан јубилеј 40 години од формирањето и творештво на нашиот ансамбл. Почетоците се родија во Сдруженијето на македонците од Егејска Македонија како да се зачува и да се продолжи со негување на фолклорот од Егејска Македонија. Така дојде до идеја во 1982-83 да се формира овој ансамбл и успеавме во тоа, бидејќи 40 години творештво, еве, работиме успешно и се представуваме не само низ Македонија, низ целиот свет. Ќе дојдеме до тоа, но многу интересно е мотото кое го имате. Велите, чекор напред пред сите. Зошто? Точно така. Тоа си има свое значење, чекор напред пред сите, значи дека ние сме единствени со школата за Панџи, која беше како прва точка на нашиот концерт. Потоа имаме своји 20 кореографии и сме единствени со зачувување на фолклорот како уникатен ансамбл кој има свој собствен репертоар. Исто така сме единствени со нашите 61 награди, исто така сме единствени со специјалната награда на државниот фестивал Лилинденски денови, а исто така и сме наградени од општината со 2 пати 4 ноемвриска награда и така натаму така имаме доста за да се одбележи тоа на чекор напред пред сите. 40 години да се биде чуваено на културно богатство, традиција, обичаи. Тешко ли е? Колку успевате тоа да го презентирате и на домашната сцена, но многу побитно е она кога одите на турнеи во другите земји. Со голема посветеност кон фолклорот и со голема љубов исто така кон нашата традиција, обичаите, песните, ората и со зачувување на нашето фолклорно богатство не е тешко кога се посветуваш да го презентираш и да го имаш она што го истражуваш на терен и да го представиш. Како ве примаат кога одите во странство? Интересна е ли нашата традиција за нив? Да, секако, бидејќи ние сме многу атрактивни со нашиот фолклор кој е многу богат, еден и единствен и со своите носи инструменти изворни и публиката ја во одушевуваме со своите настапи. Каков е интересот ме интересира посебно кај младите и колку е големо, колку членови број овој ансамбл? Интересот е задоволувачки, порано беше многу голем, меѓутоа сега се враќа тоа како свое фолклорно наследство и ние моментално имаме преку 250 членови поделени во неколку секции, музичка, школа за тапани, пионерска, почетничка група, младинска група и елитна група. Колку е тешко да се биде начело на еден ансамбл кога се потребни одредени финансиски средства за негово обстојување? Овој ансамбл успева уште своите почетоци, формиран, кажав, во Сдруженијето и потоа секој година се надополнуваше тоа со нови членови, со нови ентузијасти како што се председатели, секретари и благајници и сите тоа ставено во една рамка со надополнување на нашите идеи и размена на искуства. Успеваме, благодарение сето тоа на нашето членство и председателство и така успеваме да ја продолжиме нашата традиција. Тој чекор напред пред сите, кои се они идни планови, неоставени желби, што сакате да ги оставите понатаму? Плановите за понатаму се секако чување на нашата македонска традиција и што повеќе ангажирање на млади личности
деца од нашите основни и средни училишта да дојдат да го посетат нашиот ансамбл и да се пронајдат како игрорци, пејачи, музичари и да го задржиме постоењето, бидејќи тој е наш еден и единствен фолклор во Македонија. Колку години има најмладиот, а колку најстариот член? Најмладиот член има 5 години, а највозрастниот член има 62. Каква е соработката со останатите ансамбли? Со останатите ансамбли имаме добра соработка, исто така со битовските, а исто така и со ансамблите низ нашата држава Македонија. А исто така и имаме соработка и од странските земји. А сега морам да нагласам, бидејќи јубилејниот концерт се одржа, имавме доста честитки од нашата диаспора, нашите членови од Европа, Америка, Канада, а посебно од Австралија. И јавна благодарност искажувам до Гордана и Ромео Георгиеви, што донира и помогна да се реновира дограмата во салата во местната заедница Ѓорѓи Нангов. Жежовски ти благодарам што беше гостин во тинската програма. Ване тоа е се од Битола. Убаво е кој ќе се слушни дека нашите млади деца имаат желба, пројавуваат интерес да се научи традицијата, културата, фолклорот, она што е оставено од минатото.